Земјоделците никако да почнат да ги осигуруваат посевите. И покрај тоа што се почесто се соочуваат со поплави, суши и други елементарни непогоди, интересот за осигурување на нивите е на многу ниско ниво. Ристо Велков, председател на Синдикатот на земјоделци од Струмичкиот регион, смета дека ваквата одлука на земјоделците е правилна, бидејќи како што вели, полисите што ги нудат осигурителните компании не им вршат работа на земјоделците. Во една од мерките за субвенционирање кај земјоделското производство е и субвенционирање за осигуровка на самите култури кај во земјоделието. Меѓутоа мораме да го потенцираме податокот од теренот дека одзивот кај самите земјоделски производители е сосема мал. Мислам дека и самите земјоделски што не ги осигуруваат посевите се во право, бидејќи треба да се седне на маса и да се дефинираат самите мерки од кои осигурителните компании ги осигуруваат посевите на земјоделските производители, бидејќи низа од мерките против кои треба да се осигурат посевите не ги опфаќа оние култури во дадениот период кога настануваат штетите, така мислам дека е неминовно промена на самата законска регулатива и кога ќе дојде од тоа, мислам дека интересот кај самите земјоделски производители ќе биде голем. Еве да пример, осигуровката од мразиви е во март месец, а сведоци сме до првата половина на март месец, а сведоци сме дека низа од мразивите настануваат во втората половина или во почетокот на април месец. Затоа мислам дека е неминовно седнување на маса од надлежните институции и разгледување на таа ситуација и да се преземнат соодветни мерки кои што ќе одговараат и на самиот земјоделски производител, а не само на осигурителните компании. За да не претрапат големи штети, неопходно е земјоделците да ги осигуруваат посевите или пак да вложуваат во агротехнички мерки, кои можат да ги ублажат последиците од елементарни непогоди. Државата веќе неколку години доделува субвенции за осигурување на земјоделските посеви.